релацијата меѓу овие климатски екстреми, тоа е порастот на температурата, порастот на нивото на морињата, емисијата на CO2 и екстремите климатски, кои што влошуваат некои параметри кои што се уште не се здравствени последици, али гледате кон крајот одат кон здравствените последици. А тоа се екстреми, тоа е аерозагадување. Аерозагадувањето е прилично врзано со климатските промени. Ние сме покажале дека оние смртни случаи за кои што зборуваме кај аерозагадувањето, добар дел од нив пикот им е кога е најниска температурата во зимно време. Понатаму преносителите на заразни болести ја менуваат својата географија под влијанието на климатските екстреми и се појавуваат и нови заразни болести. Респираторните алергиите, значи, исто така се присутни, поленската алергија добива некои други димензии, тоа се све работи кои што здравствениот сектор, здравствената фела треба да ги истражува. Делумно ги истражува, меѓутоа недостасува се уште и средства, и хумани, и технички. Квалитетот на водата ќе донесе до заразни болести, а тој квалитет се пореметува како на вода, така на храна, во текот на климатските екстреми, посебно во топлите бранови. И миграцијата, исто така еден феномен кој што е врзан со климатски промени, и ментално здравје. Ние малку зборуваме за менталното здравје, обично ги броиме физичките болести. Менталното здравје може да биде и социјална и физичка болест, така да психозите кои што се јавуваат за време на климатските екстреми или за време на аерозагадувањето, дури и не се регистрираат како последица по здравје, а и како се важни. И секако на прво место по калкулациите, и Македонија има некои своји калкулации, се последиците од топлите бранови и како тоа влијае на смртноста од кардиоваскуларните болести. Значи, приказ како климата преку промена на одредени состојби во околината може да делува директно и индиректно во здравјето. Зашто е приказот? Затоа што и акциите ќе мора да бидат усмерени кон овие во средина состојби, за да може да имаме што помалку последици по здравјето. Тоа беше едната точка. Другата точка се ранливи групи. Значи, кај сите еколошки хазарди, не сите луѓе подеднакво страдаат. Таа е една пирамида на ефекти, затоа во Скопје добар дел од луѓето се отпорни привидно на аерозагадување, меѓутоа како оди од година во година, тие луѓе влегуваат во така наречената вулнерабилна група. Значи, по возраст, по пол, децата се посебно ризични, тука се работниците, имаме доста работници, посебно се во градежниот сектор во оваа експанзија, добар дел од нив се експонирани на високи и на ниски температури, исто така земјоделските работници и социјално маргинални групи. Ние зборувавме и за таксите, и за трошењето, во емисијата на CO2, меѓутоа најсиромашните слоеви највише можеби емитираат CO2, бидејќи немаат кое друго средство за грејење да има, а исто така и највише патат од еколошките хазарди.